Македонија инвестира во обнова на патната инфраструктура во вредност од 50 милиони евра. Ова денес го изјави Благој Бочварски, министер за транспорт и врски, при увидот на активностите за обнова на патот Делчево-Виница преку село Бигла. Министерот додаде дека со инвестициите во нови патишта во источниот регион се инвестира во добрососедство, а патиштата ќе овозможат подобро поврзување и соработка на општините, бизнисите и граѓаните од двете страни на границата. Министерството за транспорт и врски во делот на изградбата на патната инфраструктура инвестира како никогаш досега во реконструкција, рехабилитација и изградба на нови патишта во источниот регион. Знаете дека веќе е изграден првиот дел од експресниот пат Штип-Кочани, се гради вториот лот од овој пат, кој што е многу значаен за поврзување на Штип и Кочани, но и за поврзување на овој регион со граничниот премин со Бугарија. Во однос на сите останати патишта веќе е рехабилитиран патот од Кочани до Македонска Каменица и до Делчево, со што можам да ја информирам јавноста дека во овој регион и на овие патни правци кои што директно ја поврзуваат Република Северна Македонија со Република Бугарија, инвестираме 50 милиони евра во изградбата на патната инфраструктура за поврзување на општините помеѓу себе од двете страни на границите и за поврзување на бизнис секторот од двете страни на границите, така што ние инвестираме во добрососедство, инвестираме во патната инфраструктура. Во насока на добрососедството со Република Бугарија и подобрување на патната инфраструктура, Бочварски додаде дека интерес на двете држави да се отвори уште еден граничен премин, граничниот премин Клепало, поради што во изминатиот период се реконструираше и тој патен правец. Секако морам да го споменам и транзитот низ Делчево и патниот правец од Делчево до Звегор, со што ние даваме целосно комплетно нова слика на патната инфраструктура во нашиот источен регион, со што се поврзуваме и со Република Бугарија. Можам овде да кажам дека ние го рехабилитиравме и патниот правец од Берово до Клепало, каде што едно од прашањата и интересите на двете држави е да се отвори уште еден граничен премин, кој што ќе биде многу значаен за овој регион, така што во меѓусебна соработка и комуникација сум уведен дека можеме да дадеме свој придонес во подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, во конекцијата, во зближувањето, но и во економската соработка. Инвестициите во подобрување на патната инфраструктура со соседна Република Бугарија, како што додаде министерот за транспорт и врски, ќе продолжи во наредната 2021 година.